Многу ми е драго што сме овде и што вие сте овде присутни. Секогаш кога ќе ме прашува што ќе се случува вечерва, јас кажував дека вечерва македонската книжевност влегува во историја. Вечерва за прв пат ја промовираме првата и засега единствена антологија на современи македонски поетеси жени. Тоа се поетеси кои што творат на мајчин македонски јазик, независно дали живеат на територијата на Република Македонија или некаде далеку. Сите се современи, сите имаат различни поетики. Меѓутоа, она што ги обединува е женската сензибилитетност на женското писмо и женската сензибилитетност на перцепирање на работите и потоа истото преточувајќи го во поезија, во уметност. Уште на почетокот, кога кажавме дека ова е антологија на современи жени поетеси, се муртеа на две работи. Се муртеа прво на антологија, второ се муртеа на поетеси. Нема да дискутирам за поетеси. Јас сум од онаа генерација која што ми е нормално да има жени поетеси, жените да бидат во било кој аспект од надворешната социјална структура надворот од домот. Меѓутоа ќе образложам одлуката на оваа книга да биде наречена антологија. Се водевме по женскиот принцип на хуманост, женскиот принцип на инклузивност, а не машкиот принцип на селективност. Затоа оваа книга е антологија и покрај тоа што има 52 авторки застапени во неа. Значи, она што ни беше битно е да ги собереме сите живи авторки кои што актуелно и континуирано творат во моментов на мајчин македонски јазик. Дел од нив се овде со нас, дел од нив не можеа да дојдат заради лични причини, дел од нив не можеа да дојдат затоа што не живеат во Скопје, ниту во Македонија. Но драго ми е што тие што се овде ќе можат да се дружат со нас и вие со нив. Во меѓувреме, додека нели да дадам збор на Оливера, сакам да кажам дека Антолот многу убаво ја замисли оваа вечер како интерактивна промоција и како една своевидно го крсти поетско караоке. Изненадувањето ќе го оставам за подоцна, а во меѓувреме ќе ги замолам сите оние авторки кои што се застапени во антологијата и се моментално овде присутни, да тргнат на мојата лева страна, односно на нивна десна страна, и таму има една многу убаво младо девојче кој што ка пред себе има примероци од книгата и ќе ги замолам да ги потпишат тие примероци, а потоа јас ќе ви кажам што ќе правиме со нив. Драги и почитувани гости, добро вечер на сите. Верувате, многу сум возбудена и треперам што ве гледам тука сите и тоа во волкав број. Многу ми е драго што настана вакво едно дело во кое се вложивме себе си и сите авторки заедно со нас. Ние со Елена ова дело не го сметаме само за наше, го сметаме за дело на сите 52 авторки, заедно со Весна Мојсова-Чепишевска, која е рецензентка и промоторка на делото. Како што кажува и самото дело, ова е нашето последно молчење. Многу сме горди што можеби за прв пат во историјата на македонската книжевност се создава едно вакво дело само од македонски жени поетеси кои што творат активно на македонски јазик и навистина би сакала да одекне гласно овој стих на Даница Ручигај. Насловот е стих на поетесата Даница Ручигај, првата македонска жена поетеса која остави силен печат во македонската книжевност и дури таа има свој книжевен клуб во рамките на Друштвото на писатели на Македонија. И со тоа прати една силна порака која многу години, многу децении потоа вака не собра нас овде да бидеме присутни и заедно. Ви благодарам што сте тука и што сте заедно со нас. Елена? Ние нема да должиме многу. Би сакале сега да повикаме професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска да ни каже неколку збора за книгата, бидејќи таа е рецензентка за неа. Јас морам да кажам дека сум денеска исклучително изморена, до 3 часот и 30 секунди
на Филолошки факултет, со сите оние сладки обврски околу наставата на факултетот. Ама штом влегов во јавната соба, исчезна уморот, исчезна многу работи кои што станаа дома, сите оние грижи, проблеми и така натаму. Денеска сме сите овде во јавната соба да прозбориме, да прочитаме, да слушнеме поезијата на овие 50 на исклучителни жени авторки. Јас имам еден поговор во оваа книга и кога Елена и Олгица ме покани, ме повика, најпрво да ја рецензирам, а потоа и да напишам некој свој текст, мора да кажам дека со исклучителна радост го прифатив овој ангажман, бидејќи сметам дека ова е навистина една ангажирана работа што ја направија и Елена и Олгица. Во тој контекст, денеска или вечерва сега, би сакала само едно мало парче да ви прочитам од она што е поместено во оваа антологија на женското писмо. Хуманистите на 20-тиот век заради собствениот комодитет многу често ја заземаат позицијата на неутралност по однос на прашањето што е машкост, а што женскост. Така што овој неутрален став се манифестира не само во животот, туку и на полето на самиот текст. Ако се избегнува деликатното прашање за женското писмо и изборот на неутралноста, вели Лис Иригаре, тогаш ставот секогаш веќе однапред ја имплицира машкоста. Тоа едноставно значи дека самото писмо однапред се сведува на машко и само на машко писмо. Франсуа Лиотар тоа вака го представува. Присилен си да бидеш маж од моментот кога ќе почнеш да пишуваш, оти пишувањето е акт на мажественост. Дури и ако пишуваш како жена, тоест женски. Речено е дека женственоста во пишувањето зависи од содржината. Пишувањето е женско, например, кога оперира со заветување, а не со убедување. За понатаму да заклучи дека опозицијата меѓу овие две ефикасности во себе е веројатно повторно машка. Затоа и ова антологија одзвонува со прашањето: заведува или оперира со убедување ова најнова книга, ова антологија на актуелните современи македонски поетеси. И да се подсетиме. Во македонската крижевна историја пишува дека првата збирка поезија напишана на македонски јазик од жена е она Грешница на Евгенија Шуплинова, која излезе од печат во 1960 година. И тоа само 15 години по нормирањето на македонскиот јазик. Но овој факт воопшто не е доволен првата дама на македонската современна поезија да се вдоми, вистински да се вдоми во историјата на македонската книжевност на 20-тиот век од Миодраг Друговаc. И додека Евгенија Шуплинова воопшто ја нема во оваа историја, Даница Ручигај, чиј стих е земено како наслов и мото на оваа антологија, која е првообјавена, која е со прва објава во исто време тука некаде како и Шуплинова, и застапена, верувајте, само со 16 на реда, каде е окарактеризирана, според Друговаc, како предходничка на мотивскиот и јазичниот нонконформизам, да една цела плејади помлади поети, или од тоа време, пресежени поети, Трифуновска или Михаилова Бошнаковска, Тюлавкова, Дирјан, Чејковска и други. Радмила Трифуновска пак не само 3 реда живее на страниците на оваа историја на Друговаc, со редење само на насловите на книгите и со определбата везилка со темни пречувства. Евгенија Шуплинова е дел и од македонската книжевност за деца и младина, каде повторно од страна на Друговаc е окарактеризирана како култивиран импресионист со чувствителен израз, со чувствителен нерв да насети улогата на детаљот во рамките на една пиктурално изниансирана лирска структура. И тоа е се. И еве, после толку години, може да се каже скоро половина век, од тие далечни 60-ти на минатиот век, од тие први чекори на македонските поетеси или поточно после 50 години, се случува ова што се случува, антологија на македонските поетеси. Се случува изданието "Ова е моето последно молчење". Тоа се отвара и с еден поднаслов, нели, панорама на актуелните современи македонски поетеси, а најголемите видовнички
се токму тие, двете што се представија, кои што го отвори овој настан. Елена Пренџова и Оливера Доцевска. Овие две млади дами ја поставуваат пред себе, но и пред широката читателска публика, целта да ги представат современите македонски поетеси кои активно творат на последните десетина години на македонски јазик. Женската форма на експресија, тоа е оно што го истакна и двете, и Елена и Олгица, е вистински показ за специфичната транзиција на устната во писмената морфологија. И затоа, ако нема керка да ја раскаже приказната, тогаш историјата на жената нема да продолжи да живее. Во тој контекст и Елена Пренџова и Оливера Доцевска се репрезентативни книжевни керки на своите книжевни мајки, кои преку оваа панорама на стихови на современите македонски поетеси го иницираат вистинскиот почеток на историјата на жената автор во Македонија. Рековме, насловена е со провокативен наслов. Ова е моето последно молчење. Немоста, небогта да се зборува, ги сместува македонските авторки во она што Лакан го нарекува пред-едиповска фаза, кога јазикот не постои, кога како кај субјектот не постои ни свеста за себе, а тој се уште се наоѓа во раното детство. Во третиот дел од собствената соба на Вирџинија Вулф, отсутноста на жената од литературата ја објаснува или се објаснува со воведувањето на фигурата на женскиот монк преку замислената сестра на елизабетанскиот драмски писател Вилијам Шекспир, популарна, позната по Джудит Шекспир. Оваа фигура, оваа централна фигура за женската безгласност е во основата и на оваа панорама, на оваа антологија. Токму затоа, и во самиот наслов ечи желбата да се престане да се молчи и да се премолчува нечие постоење, нечие пишување и нечие маргинализирање. Телото, текстот и траумата се трите значенски јадра што го дефинираат ова женско писмо означено со одредницата "Ова е моето последно молчење". Овие избрани македонски поетеси, авторки, кои ги отвораат своите срца, припаѓаат на различни генерации, но сите тие го испишуваат глобалното женско писмо на македонскиот книжевен 21 век. Во оваа панорама авторки се подредени по азбучен ред, значи тоа е многу интересно. Она што ги води е првата иницијалната буква според нивното лично име. Од А Александра Велинова Радевска до Ф Фима Клетникова. Дали, зашто сиот свој живот, целосниот свој идентитет го имаат до крај само во своето име, а не и во своето презиме. Во првото, она на таткото, или во второто, она на сопругот. Дали, зашто само таму, во своето лично име, се вистински своји и само своји. Одговорот секако го имаат само тие кои што ја уредија и ја приредија оваа антологија. Значи, одговорот лежи во самите авторки. Одговорот е сепак и во самите стихови на авторките кои што ги испишуваат овие страници на антологијата. Затоа, тие треба да се прочитаат, да се доживеат и да се преживеат. Во оваа панорама се здомени и дамите на македонското поетско писмо, како Драгица Најчевска, Косара Гочкова, Македонка Јанчевска, и дводомните Бистрица Миркуловска на релација Македонија-Словенија, Лерка Тот Наумова на релација Македонија-Хрватска, Вера Чорној Мешкова на релација Македонија-Украина, Олга Панкина на релација Македонија-Русија и многу наградените Вера Чејковска, Весна Асевска, Гордана Михаилова Бошнаковска и ширум светот познатите Катица Ќулавкова, Лидија Димковска, но и младите популарни Николина Андова, Марта Марковска, Драгана Евтимова, Искра Донева, Марина Мијаковска, како и најмладата Билјана Димко. Овде, рамо до рамо, со дамите на ова македонско женско пеење стојат и младешките женски и жешки гласови. И сите заедно пеат во ритмот на стиховите на Гордана Михаилова Бошнаковска. Македонската поезија ја носи бојата во цветовите на дрвијата, на птиците, на латиците, на цвекињата. Се шири во невидливата магла,
налегнува во заспаните души на осамените, влегува насекаде. О, македонската поезија ги рани разнесените деца. Со кирилицата ги опоменува. Сите до една се со по неколку или со повеќе објавени авторски книги. Поезија на македонски јазик. Некои од нив и доволно преведувани и представувани и на други јазици. Оттаму мора да се признае дека на самите приредувачки не им било воопшто лесно. Не им била воопшто лесна работата во одбирот на песните кои ќе пеат сите во еден глас. Ова е моето последно молчење. Сликите за интимноста се поистоветуваат со сликите за фиоките и сандаците, со сликите за сите скришни места каде човек може да мечтае, каде човек може да ги скрие сите своји тајни, како што се оние дребули скриени во джебот на Искра Донева. Или она куќа за сите ништа на светот, она куќа од ништо на Данче Николовска Вратеовска, или како она керка замесена од брашно и звезди на Николина Андова. Всушност, Орманот и неговите полици, бирото за пишување неговите фиоки, сандакот и неговото двојно дно, се вистинските органи на тајниот психолошки живот, ке напише Башлар. А тој живот се разоткрива додека Ирена Павлова Деодорико или Сузана Спасовска ја создаваат својата поетска или нова Ева, или додека Љубинка Донева пее за некој дамнешен обичај за љубење пред и по прочка, или додека Марта Марковска признава дека сите љубови се како чевли, зашто, како што пее Нада Тренчева во својата песна Без наслов, едноставно пишуваш, читам, раскажуваш, слушам, зборуваш, не дишам, молчиш, а јас празнината ја бришам. Создавам, критикуваш, осознавам, воскликуваш, провејувам, одбројуваш, запирам, а ти во празно обстојуваш. Некои други или трети тотално си поигруваат не само со јазикот, туку и со формата, како Драгана Евтимова или Славица Угулова Марковска или Милена Ристова Михајловска. Наполно се согласувам со размислувањата на една од приредувачките Елена Пренчева, која вели дека ваков тип книга не е битен само од книжевен и од родов аспект, туку и од национален. А нашите мајки, и особено нашите книжевни мајки, не се непостоечки, тие се само анонимни, тие се безбројни гласови кои со векови го пееле, го раскажувале и го пренесувале народното творештво. Затоа стиховите на Весна Ацевска одзвонуваат. Јас сум таа што зема, јас сум таа што дава. Чај и приказни за чајот, дури коработ низ мракот на дезерото запира. А стиховите на Катица Ќулавкова опоменуваат зашто едноставно чајот не се пие од нога, пи кроца, голтка по голтка, гтка по гтка, меѓу редови. Примарно, приредувачките Елена Пренчева и Оливера Доцевска се одлучиле за едно вакво представување, наместо како што кажа Елена, за селективна антологија, бидејќи целта им е инклузија наспрема селективност. Но дај Боже, ова прва антологија да биде само потквас и во многу скоро време да нарасне во сериозна, вистинска, голема, па и селективна антологија на современата македонска женска лирика. Ви благодарам. Лице од жена на зидовите. Поезијата е здив, доаѓа како здив, заминува како здив, диши и издиши е тоа. Нема повторување ако ја испуштиш да замине како љубов вистинска, единствена, неповторлива. Таква друга не ќе се напише.
Тие песни сами ја пишуваат мелодијата на животот на авторките. Секој живот е една песна.